почитувани гледачи, точно во 15:30 го почнуваме ова денешно патешествие, наречено 60 минути на Исток, емисија која е целосно посветена за активностите што случуваат во источниот дел на Македонија од Вардар па до македонско-бугарската граница. Има мноштво работи за кои некош говориме, некош не сакајќи ги пропуштиме па се навраќаме на нив. Денеска ќе говориме за една манифестација која утре започнува во Свети Николе, а организатор економскиот факултет при Меѓународниот Славјански универзитет Гаврил Романовиќ Државин. Зато денеска наш гост ќе биде доктор Шекеринка Иванова, декан на економскиот факултет при Меѓународниот Славјански универзитет Гаврил Романовиќ Државин. Потоа во втори дел од емисијата ќе се преселиме малку во Скопје, каде што е во тек сајмот на книгата. Денеска промоција на неновата книга имаше нашиот сограѓанин Трајче Кацаров, книга со наслов Пат за Таратамбо, книга наменета за најмладата публика, сликовница и доживеа навистина, може да се каже и овации, заради тоа што начинот на кој што беше направена промоцијата беше несекојдневен. И денеска не стапуваме од правилото да емитуваме краткометражни филмови од ракописот на нашиот сограѓанин Александар Донски. Денеска тој ќе не одведе во замокот Валторден во Каталонија, Шпанија. Од видеовестите во Скопје, покрај сајмот за книги, започна сајмот за презентација на образованието, на високото образование, па своји штанти имаше Универзитетот Гоце Делчев таму, а ќе говориме и за враќањето на така нареченото византиско пеење во соборните храмови на Македонската православна црква. Тоа е скицата на емисијата, знаете, секојаш по правило не ја започнуваме со емитување на вести, што до овој момент ги одработија колегите од информативната редакција. Трудот во Македонија понатаму вреди најмалку во стопанството, се работи од утро до зори, ама платите не се за пофалба. За повеќето пожарникари во регионот и оваа сезона ќе биде тешка. Фалат и луѓе и механизација. Од денес 100 нови контейнери ќе се постават на секаде низ Штип. 13 студенти од Штипскиот универзитет беа учесници во 6-тите поред ораторски вечери. По неколку децении пауза во храмовите повторно ќе се учи византиското пеење. На сајмот на книгата промовирана е новата книга за деца од штипскиот автор Трајче Кацаров со наслов Пат за Таратамбо. Промоцијата на книгата реализира деца од прво одделение од основното училиште Никола Карев од Скопје. Облачно време, умерено облачно со тоа што сонцето знаеше сега во овие попладнени часови да свети да грее нешто повеќе, максимална 28 степени вечерва, ведро минимална 9. Утрено очекува сонце со речиси истоветна температура 28 степени. И велам добар ден на госпоѓа Шекеринка Иванова, декан на економскиот факултет при Меѓународниот Славјански универзитет Гаврил Романовиќ Државин. Госпоѓа Иванова, добро дојдовте во нашето студио. Мене ми е драго што сте гост за да проговориме за еден настан кој економскиот факултет при универзитетот подолго време организира. Станува збор за една меѓународна конференција која утре започнува, чиј домаќин на економскиот факултет. Да, благодарам. Голем поздрав до гледачите на телевизија Старт. Посебно ми е драго што можам да кажам неколку зборови за нашата меѓународна научна конференција. Веќе 7 година поред се организира оваа конференција. Секогаш е во месец април и покровител е токму нашиот Меѓународен Славјански универзитет, кој што на овој начин ги собира сите учесници од различни држави. Во овој случај во оваа година се 5 држави. Тука е Македонија, учесниците од Македонија, потоа учесниците од Русија, од нашиот партнерски корпоративен универзитет, потоа се учесници од Бугарија, од Србија и од Босна и Херцеговина. Тоа се безмалку колку учесници ќе имате од 5 држави? Па да, имаме пријавено активни 200, околу 200 учесници, иако има поголем број на трудови доспеано, но оние што ќе бидат овие 2 дена, кои што се организираат во текот на овие 2 дена, тоа е утре, 15 и 16 април, ќе поминат презентација на сите овие научни трудови и после тоа секако ќе се издаде зборник на трудови, кој што влегува во базата на податоци на ЕПСКО научни трудови. Секој од учесниците ќе добие свој примерок од тој научен труд што излегува и после тоа ќе може, например, да се согледаат сите научни достигања и истражувања кои што се направени токму од овие научни мисли кои што се дадени и на тој начин ќе може на некој начин да дадеме придонес во развојот на науката, ние како универзитет, а и нашите учесници.
Ќе говорите за економските релации исток-запад. Мислам, тоа е основата на која овие 2 дена, односно утре и задутре ќе се говори на конференцијата. Да, таква информација има. Така, да, самиот наслов на конференцијата, значи веќе по 7 пат го носи истиот наслов, меѓународен диалог исток-запад. Тоа значи бараме едно соединување на мислите од областа на науката и од истокот и од западот, а бидејќи Меѓународен славјански универзитет е корпоративен универзитет со Русија, тоа е со исто така насловениот Меѓународен славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин, кој што е во Тамбов и наш партнерски универзитет, имаме некоја чест токму и овие учесници кои што ќе стигнат во Македонија, значи во Свети Николе, во рамките на науката да дадат исто така свој придонес во развојот и на нашата и на нивната сфера. 7 година поред организирате оваа конференција. Правите размисли за тоа како треба да се одвиваат односите економски. Предпоставам дека за овие 7 години има некаков ефект од она што го говорите вие како економисти, како наука, да им се каже на луѓето каде во која насока треба да се движат националните економии. Па да, секако тука има различни мислења и тоа е и целта, значи да се обединат различните мислења. Тука не само економија, сепак постојат 4 области, 4 сфери на сесии. Тука е на прво место би ставила економијата, потоа право и филозофија, потоа има психологија и педагогија и филозофија и лингвистика. Така да сите овие 4 сесии ќе дадат учество на голем број на учесници кои што можат со својот придонес да го направат, да го разупават овој настан од една страна, а од друга страна и научно да покажеме дека нашите луѓе кои што се присутни на овие простори можат да дават развој во науката преку размена на искуства и знаења помеѓу овие држави сега кои што се учесници. Што велат вашите колеги економисти кои преферираат или имаат малку повеќе трудови во областа на економијата за целата оваа релација економски односи исток-запад? Предпоставам дека оваа меѓународна конференција е акцелератор на некакви нешта кои треба да се случат во економијата, од кои не можеме да избегаме ние како Македонија, како држава. Да, секако тука се повеќе области, како што реков, економија, право, психологија, педагогија, филозофија. Сите тие области бараат едно соединување, пред се, бидејќи економијата е срштана со постоењето на едно општество, па сето друго доаѓа како надградба. И целиот тој придонес што може да се даде во развојот на науката, ние имаме таква енергија сето тоа да го предлабочиме понатаму, значи заклучоците кои што ќе произлезат од оваа научна конференција се со цел во наредните години, бидејќи како што истакнав и претходно, веќе 7 години поред се одржува конференцијата и секоја година заклучоците се темелат со основна цел да се предлабочува таа наука во сите сфери кои што се присутни. Така да сметам дека успеваме на некој начин да придонесеме во развојот на науката, бидејќи веќе Меѓународен славјански универзитет веќе 12 години постои на овие простори и сметам дека е добро познат на македонската јавност, па и во странство, и веќе со своите дипломи, нашите дипломирани студенти даваме придонес во развојот на како на економијата и во останатите сфери на општеството. Сега, кога почнеме да говориме, да направиме еден пресек на тоа што значи Меѓународен славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин. Рековте, пред 12 години го започна своето патешествие. Во изминатите 12 години па до сега како одеше тој развоен циклус? Од нешто, па стануваат повеќе, предпоставам единки повеќе факултети сега има универзитетот. Да, на почетокот, значи пред 12 години започнате економскиот факултет, Факултетот за економија и организација на предприемништво и Факултетот за психологија. Овие два факултета подоцна добро естаблирани и унапредени овозможија да се прошират и да се создадат уште 3 нови факултети, а тоа се Факултетот за правни науки, Факултетот за безбедносно инженерство, кој што е единствен во Македонија и овој дел на просторот на Балканот, потоа и Факултетот за информатика, информатички науки. Сега, откако веќе се намноживме со 5 факултети, ние прераснавме во Меѓународен славјански универзитет, претходно бевме Меѓународен славјански институт,
А со тоа веќе овие 5 факултети кои што ги имаме имаат можност да продуцираат акредитирани студенти со акредитирани дипломи кои што можат да најдат вработување на секаде во Македонија, а и надвор од Македонија. Ние имаме веќе студенти кои што се дипломирани и кои што нашле вработување надвор од просторите во Америка, во Англија и во останатите европски држави. Во државите кои се некаква светла иднина. Така, да, може така да се каже во наводници. И на тој начин, еве, со таа акредитирана диплома, сакаме да кажеме дека секој што ќе дипломира, секој има можност да најде вработување не само во Македонија и надвор. Затоа што гледаме дека сите бараат простор каде што можат да се усовршуваат. Јас го гледам излегувањето надвор од Македонија единствено како проширување на знаењето, за да се вратат тие умови внатре во Македонија и да придонесат во развојот на нашата држава. Така да ги толкуваме работите, вие сте една декада, една десетолетка декан на економскиот факултет. Како го оценувате тој период во развојот на економскиот факултет? Во смисла на програми, на она што е актуелно кај младите, особено кај луѓето кои сакаат да научат нешто за економијата? Да, јас сум веќе 10 години вработена на Меѓународниот Славјански универзитет и во текот на овие 10 години нашиот факултет за економија и организација на претприемништво доживеа голема трансформација, зборувам во позитивен развој, бидејќи наставната програма која што почна на почетокот и сега е многу усовршена. Ги имаме двете насоки, насоката за финанси и кредит и насока за менаџмент. Значи, покрај додипломските студии, кои што се 4 годишни, имаат студентите можност, плюс уште една година да продолжат на постдипломски студии, а понатаму, ќе видиме, може и да работиме на докторски студии. Интересни се студиските програми за младите на економскиот факултет? Да, па овие две универзални програми даваат можност во сите сфери. Иако е неврзано, независно кој што и која насока ќе ја одбере, може да работи во сите сфери на општеството, дали се работи во приватни компании, дали во државни или административни организации. На тој начин, како 4 годишни додипломски студии даваат можност сите дипломирани студенти да имаат на некој начин заокружено образование, бидејќи посебно во административните институции се бара кадар кој што завршил 4 годишни студии. Дипломите се нострифицирани од државата? Да, дипломите се акредитирани, без проблем може да аплицираат за било кој некои стипендии кои што можат да ги добијат во наредните години. Исто така нашиот универзитет дава секоја година на 20 студенти кои што ќе се запишат како квалитетни, одлични ученици од основните, од средните училишта, и на тој начин се стимулираат одличните ученици во текот на своето школување да добијат стипендија која што ќе им обезбеди бесплатно студирање на нашиот универзитет. Токму и оваа година имаме точно 20 стипендии кои што ги даваме на нашите идни студенти. Веќе аплицираат, веќе се јавуваат, има студенти кои што бараат да си ја пробаат среќата дали можат да ја добијат таа стипендија, и тоа е, мислам, голем стимул, посебно околу привлекување на одлични ученици, која што ни е нашата цел. Збор за универзитет кој не е државен, туку е приватен. Да, секако да. Тоа е примамливо во секој случај. Да знаете, ако сте одлични учени, дека може да добиете стипендии за студирање. Кога говориме за универзитетот, на некој начин својот растеж во овие изминати 12 години се огледа и во тоа што е донесена одлука да имате студии во Битола. Да, значи покрај филијалата во Свети Николе, постои филијала во Битола. Тоа е на таков начин конципирано да може да ги прибереме студентите кои што се во источниот регион. Значи во Свети Николе гравитираат сите градови, Почани, Радовиш, Струмица и останатите од источниот регион, а филијалата во Битола е конципирана да може да ги привлече студентите кои што се од западниот регион. Задоволни сме, секоја година расте бројот на запишани студенти. Посебно ни е драго што секоја година имаме се повеќе и повеќе одлични ученици, посолидни ученици кои што аплицираат кај нас за запишување. И голем стимул е што постои така таа студентска размена, наши студенти од нашиот универзитет одат со нашиот корпоративен Тамбовски универзитет во Тамбов. На тој начин се стимулира студентите да ги видат
знаењата и во останатите држави, а секоја година доаѓаат и студенти од Русија. Еве токму на оваа конференција имаме 15 студенти кои што се од сите институции кои што се во рамки на образовниот систем на Русија. Тие ќе бидат учесници овие 2 дена на нашата конференција, ќе видат како на кој начин функционираат нашите, да кажеме, конференции, која е разликата меѓу нив. Иако сметам дека не постои некоја голема разлика, ние се трудиме да го воспоставиме единството во науката, да создадеме еден унифициран концепт кој што ќе овозможи науката да допре во сите оние кои што сакаат да се усовршуваат научно. Кога говориме за овие дисперзирани студија, така да кажеме, или како ги нарековте клонови, успевате ли да покриете се во смисла и со наставен кадар и со студенти да може да се стаса да и студентите и во Битола и во Свети Николе да имаат адекватен тајминг, односно часови, колку што треба да се пренесе знаењето? Да, па секако успеваме. Екипата на професори кои што е вработена во рамки на Меѓународен славјански универзитет е одговорна, квалитетна екипа на професори кои што се вработени во редовен работен однос, но секако како кај останатите универзитети постојат и визитинг професори кои што се од останатите држави и од Македонија, се со цел да на некој начин наставата биде адекватно, точно на време реализирана. Јас патувам и во Свети Николе и во Битола, значи не ми е никаков проблем, дури чувствувам уживање кога треба да патувам, на некој начин да ги видам, да ги поврзам студентите од двете наши, да кажам, филијали. И на тој начин, еве, дури доаѓаат студентите од филијала од Битола во филијала Свети Николе и обратно, кога има некои настани, нашите студенти од филијала Свети Николе патуваат во филијала Битола и на тој начин, еве, се стимулираат да се дружат повеќе, да, значи, покрај учењето имаат и од други наставни одговорности, кои што, еве, ги дава науката, ги дава обврската кон учењето, обврската кон факултетот. И на тој начин секој одговорен студент, значи покрај учењето, може да се развива и во другите сфери. Значи имаат културен, забавен живот, кој што им овозможува уште повеќе да се на некој начин сближат и да можат подобро да се ги разменуваат знаењата и искуствата. Секако, да. Кога говориме за вашите активности, односно активностите на Меѓународниот славјански универзитет Гаврил Романовиќ Државин, нужно е да се потенцира дека во Свети Николе тоа може би единствената институција која функционира така во добра кондиција. Мене ме интересира какви се, имате ли, предпоставам, целата управа на универзитетот, имате некакви визии кон што ќе се стремите во наредниот период? Па секако развојот е неминовен, значи секоја институција, еве почнувајќи за овие од почетокот па до сега, развојот создава многу добри поволности како за студентите, на прво место, тие се наша визија, а на второ место и за нас професорите, да се научно усовршуваме, да се устручуваме, на некој начин нашето присуство на многу научни конференции надвор од Македонија, надвор во некои други универзитети ни дава визија да размениме искуства и знаење. Еве тука се универзитетот од Оксфорд, значи доаѓаа професори од Оксфорд, од многу познати институции, образовни институции, не можам сега сите да ги набројам бидејќи се многу, затоа што секој месец, секоја година имаме посебен концепт кој што ни дава за право да го усовршуваме и да го развиваме нашиот начин на организација на програмата до студентите, а секако и усовршување и развој на наставниот кадар. Секој професор сака да се развива научно во научните степени, а на некој начин и да го доближи своето знаење што може се поблиску до развојот на науката која што е во светски рамки. Кога говориме за универзитетот и студиската размена, односно размената на студентите со институцијата која ви е на некој начин АОР, тоа е Меѓународниот славјански универзитет со исто име и презиме, но во Русија, покрај студентите одите ли вие професорите да размените искуства со вашите колеги од Русија? Да, секако, значи покрај секоја година што оди екипа на студенти, одбрани студенти, секоја година се бираат квалитетни, одлични студенти и имаат привилегија бесплатно да бидат присутни таму. Секоја година и од професорите, значи 2-3 професори, одат да ја развенат својата визија, да видат што се случува таму,
каков е нивниот образовен систем, што нуди на студентите, што нуди тој систем на професорите. Тоа е наше едно усовршување, една визија за да се пронајдеме каде сме ние, каде се нашите добри страни, а нормално постојат и некои лоши или би рекла можеби помалку добри, кои што треба да ги усовршуваме. Нормално тоа го бара самиот развој на општеството, самиот развој на човекот, а и самиот развој на нашата институција. Така да сметаме дека во иднина сигурно ќе се развиваме како институција многу повеќе, а примерна цел ни е развојот на студентот. Студентот да добие квалитетна наставна програма од една страна и да може со својата диплома што ќе ја добие на нашиот универзитет да може да најде вработување. Бидејќи наша цел е исто така квалитетните студенти кои што се одлични, покажани солидни во текот на наставната програма од прва до четврта година, ние ги следиме и наша цел е во текот на нивното дипломирање да им понудиме и некое вработување кои што го нудат нашите партнерски организации кои што соработуваме. Тука се голем број на банки, голем број на приватни организации, општествени, административни институции кои што нудат нормално и бараат кои се вашите најдобри студенти, кои можете да не ги понудите, кои што можеме да ги вработиме. Затоа апелирам до секој студент, значи да биде одговорен, да биде солиден, бидејќи да си ја искористи можноста не само да дипломира, туку да најде полесно вработување во нашата држава. Што повеќе знаење, тоа побрзо доаѓаат 5 минути шанса да се. Кога говориме денеска започна сајмот во Скопје каде што сите високообразовни институции се представуваат. Имате таму штанд? Да, има нашиот универзитет има штанд. Секоја година исто така учествуваме на овој сајм на книгата, сајм на образование. Тоа е размена исто така на искуства, знаење. Ги гледаме нашите, би рекла во наводници, конкуренти, иако не сметам дека треба да се сочувствуваме како конкуренција со останатите универзитети, бидејќи сепак наша образовниот систем. Е така. Можеби таа конкуренција е за подобар начин да се усовршуваме и развиваме, бидејќи ако не постои конкуренција, можеби би биле помалку лежерни. Така. Тоа создава желба да бидеме што подобри, да се чувствуваме одговорни и да можеме на некој начин да излеземе што повисоко на листата каде што се фаворизираат поуспешни универзитети, факултети, студенти, така. Имавте активност пред известен период во Кочани. Кога ќе биде тука Штип или имате некаква агенда распоред? Да, па секоја година постои одење на нашиот промовирање, промоција на нашиот универзитет во средните училишта во цела Македонија. Имаме програма која што е веќе конципирана и која што се развива секоја година. На тој начин се прави доближување на нашиот универзитет до идните студенти. Сметам дека ова што го направивме, сега јас бев присутна на многу промоции на нашиот универзитет во повеќе градови, почнувајќи од Источна Македонија, па и во Западна, минатата недела бев и во Битола. Гледам дека постои голем интерес, задоволна сум, бидејќи уште веднаш студентите се одлучуваат што ќе студираат. Значи, кој факултет ќе го одберат, знаат, иако има и такви кои што се уште се мислат, но времето тече и треба да размислуваат побрзо. Сепак, тоа на некој начин ни дава можност, нашата програма, која што ќе се доближи до идните наши студенти, да ја почувствуваат нашата желба дека ние сакаме нив да ги едуцираме и да има возможиме не само диплома, туку развој во нивна една личност која што ќе може да се снајде во ова, да кажам, наше турбулентно општество. Бидејќи дипломата е едно, но покрај друго треба да знаат и уште една диплома која што треба да се стекне покрај учењето на оној реален живот. Како да се снајдеш во реалниот живот. Значи, дипломата дава едно знаење, но практиката, нашите студенти исто така секоја година одат во летниот период на практична настава со нашите партнерски организации и на тој начин можат да сватат што можат да работат, во која организација, во каква организација, дали во банкарска институција или оние што студирале психологија, каде би можеле да работат, што и каде ќе се развиват, оние што завршиле право, дали сакаат адвокати, дали сакаат да работат во некоја државна институција. Тие што ќе завршат безбедносно инженерство треба да се грижат за заштита и здравјето на вработените во работните организации. Тие што ќе завршат информатика треба да најдат вработување во некои организации кои што бараат вакви квалитетни кадри, програмери кои што се исто така интересни на овој простор. И завршувајќи го наш разговор да потсетим уште еднаш за меѓународната конференција, започнува утре, каде, во колку часот
Има ли шанса некои од нашите луѓе кои се занимаваат со економијата да дојдат да цирнат да видат како тоа функционира? Да, оваа научна конференција е отворена, значи може секој што ќе посака да дојде, да биде присутен, да слуша, да си одбере некоја област, значи од овие 4 области што ги кажав, дали сака економија, дали сака психологија и педагогија, дали сака право, дали сака филозофија, лингвистика, да одбере и во рамки на тие сесии што ќе се одржат, презентации на тие научни трудови, на некој начин да почувствува што е она ново што доаѓа во науката на нашите простори и верувам дека на тој начин ќе се доближи, ние ќе се доближиме кон нашата општествена јавност, а на тој начин имаме и цел сите што се идни ученици, идни студенти што треба да дојдат кај нас, да го почувствуваат нашиот систем на образование, да знаат како функционираме ние, какви услови, можности им нудиме на студентите, една релаксирана, пријатна атмосфера, без фрустрации, без диктации од страната на професорот или од страна на студентот, толку пријатна, релаксирана атмосфера, што мислам дека на секој што ќе дојде ќе му се допадне и ќе посакат, тие што не се студенти, ќе посакат да бидат наши студенти, независно дали на додипломски студии или на постдипломски студии. Имаме доста и студенти кои што на некој начин почнале со постдипломски студии, некаде се закрчило, закочило, да, и сега и имаат можност да си ги продолжат студиите, да си го заокружат својот образовен процес и на некој начин да бидат поконкурентни на пазарот, поконкурентни во својата организација, да најдат повисоко работно место и да бидат поуспешни. Јас си благодарам што бевте гост во емисијата 60 минути исток. Помоабетевме и за конференцијата, го представивме универзитетот оноку колку што ни дозволи времето. До некоја следна прилика, уште еднаш благодарам за разговорот, ви посакувам успех. Да, благодарам и на вас. Еве голем поздрав и уште еднаш апел до сите што се од овој регион. Повелете на нашата конференција. Утре ве очекуваме. Во 10 часот почнува, па останатото е ваше, како ќе ви се допадне. Благодарам за разговорот. Емитуваме комерцијални пораки. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од вако вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс во сите маркети во вашиот град. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кашкавал Ајдамер германски 258 денари, Миринда 1,5 литар 36 денари, сок ИМБ 1 литар 44 денари, дезодоранс Old Spice 99 денари, Полирапид 750 мл 118 денари, спин за садови 920 мл 89 денари, Доместос 77 денари, Ајакс Универзал 86 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Фризерско студио Колора. Вие заслужувате да бидете најубави, а ние сме овде да ви помогнеме во тоа. Тим со искуство од 10 години стои на ваше располагање. Студио кој ги следи сите светски трендови. Feel the difference. Фризерско студио Колора.
Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000 комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Тука каде се јаде и пие. Тука каде се љуби и сака. Тука каде времето стои. Ете тука сакам да бидам. На закуска, ручек или вечера. На чаша вино или ракија. На муабет, на музика. Моето среќно место. Ресторан Амор. Производството на овој пластичен сад вработува стотици технолози полимерци во македонските фабрики и милиони низ светот. Како да станете дел од нив? Студирајте на ТМФ. Насока полимерни материјали, дизајн и менеджмент. Одете на пракса во познатите македонски компании. Започни со вистинскиот процес. Технолошко-металуршки факултет, Скопје. И оваа недела неверојатно ниски цени во туш. Граф 79 динари за килограм. Обезкостен купан 165 динари. Маслинки конфит 129 динари. Риба скуша 99 динари за килограм. Сирење сувогорско 119 динари. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност. Од идеја до најголем објект во Источна Македонија. Изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема обврска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок 5% попуст на целата палета сопствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе, прсти да изедеш. Прумес. Ја гледате емисијата 60 минути на исток, а најголемите мудрости, најголемите знаења се стекнуваат од архивата на знаењата, тоа е книгата. А во Скопје знаете дека овие неколку дена е сајмот на книгата, денеска се случи промоција на книга и тоа на нашиот сограѓанин Трајче Кацаров, книга со наслов Пар за Таратамбо. Тоа во суштина е сликовница, книга стихувана, која говори една убава приказка за начинот на кој животните го живеат човечкиот живот. Поедноставно кажано, колку да се обидам сликовито да го представам тоа. Ние бевме на сајмот на книгата во Скопје, разговаравме и со Христо Петрески, кој е еден од луѓето кој ја чита оваа книга, кој ја препорачуваат, кој каже своји ставови. Па за книгата говориш и Весна Мојсова Чепишеска, но она што мене ме фасцинира е дека првачиња од основното училиште Никола Карев мизичини од Скопје говореа по некој стих од токму книгата на Трајче Кацаров Пат за Таратамбо. Да го видиме видеоматеријалот. Па јас за среќа оваа книга не ја држам сега прв пат. Ја држав и вчера. Значи уште вчера ја видов оваа книга и таа е веќе кај мене дома.
Треće Кацаров обично не ги најавува своите работи што ги прави. Сака да изненади. И кога прочитав во медиумите дека има нова книга, малку се изненади, веќе ми е добар пријател, а не ми кажува. И реков да видам што е тоа. И веднаш ќе кажам. Оваа книга од Трајче Кацаров е многу сериозен проект. Се разбира доколку авторот остани понатаму сериозен и помалку мистериозен, значи доколку и понатаму продолжи да го надградува, да го гради овој проект. Зошто велам проект? Затоа што овде има тема. Темата е, како што велат, нели, помалку фразерски, најдобриот пријател на човекот, кучето. Ама јас мислам дека и навистина ме е најдобриот пријател, бидејќи денеска само кучињата им се радуваат на луѓето. И денеска се случува еден пресврт. Ако до вчера луѓето ги шетаа кучињата, сега е обратно. Сега кучињата ги шетаат луѓето. И Трајче Кацаров токму со оваа книга направил нешто според мене многу значајно. Значи се претворил во тој најдобриот пријател. И оваа книга јас ја читам така и така ја доживеав. Значи не пишува човекот за кучето, туку проговорува кучето од позиција на човек. И сега тука, во оваа книга, има еден хронопис, значи има една хронологија. Неговиот главен јунак, лик, значи му е Бало. Кој е Бало? Што му се случува на Бало? Всушност, преку Бало вие гледате што му се случува на авторот, на Трајче Кацаров. А Трајче Кацаров е само прототип на еден урбан човек, кој што има се помалку луѓе пријатели, човеци, како што викаат во Кавадарци, со кои што може да се среќава, да разговара, да разменува мисли. И на крајот од кришата да се радува. Видите, тоа веќе се поретко се случува меѓу луѓето. Бало, всушност е човекот, осаменик, кој што сега го живее човечкиот живот. Значи, оваа книга, овој проект може да се продолжи и натаму, не мора со истиот јунак, со истиот лик, бидејќи има и канаринци, има и други домашни миленичиња, мачки и слично, кои што можат да бидат прототипови и теми за идни истражувања, промислување и допишување. А инако што се несува до мојот настап на овој саем, значи на издавачката куќа Феникс, која што јас ја водам, веднаш ќе кажам дека таму каде што одат децата и учениците, таму е штандот на Феникс. Значи, најголема е посетеноста токму од најмладите, кои што ги купуваат боенките, сликовниците, лектирите, енциклопедиите и слично. А во вториот сегмент, во вториот дел, е таа така наречена сериозна литература, иако јас сум против сите тие поделби на литература за деца и литература за возрастни. Веќе книгите или се добри или не се, или ние како што велиме често, или се убави или не се. Некој вика нема гради книги, има. Не само според корицата, според содржината. Ние сме задоволни. Посетеноста денес, значи на третиот ден од саемот е вистинска и саемска и ние можеме да кажеме како саемот денеска да почнува. Веќе претходните 2 дена се некаква се увертира, некаква предигра, некаков вовет. Дури првиот ден беше подобар од вториот, што досега не се случило. Но денеска е вистински саемски ден овде во Скопје и ние се представуваме со повеќе нови изданија, промоции, средби со писатели, врачување на награди, веќе ги врачивме меѓународните награди Златен прстен и Ана Франк, тоа го направивме првиот ден. Вториот ден имаме подпишување на автори на Феникс на штандот. Во наредните денови исто така ќе имаме неколку промоции. Сума сумарум, овој саем со сите помали или поголеми недостатоци си го оправдува своето постоење, потребен е на Македонија и веднаш да кажам премалку еден саем годишно. Значи барем треба да има
и на есен, значи ако имаме пролетен да имаме есенски саем, а се разбира во летниот и зимскиот период може да се одржуваат помали, как да речем, камерни саеми, но два големи саема се неопходни, посебно на есен. Зошто? Затоа што учениците кога купуваат училишен прибор и слично, треба тогаш и книгата да биде уште еднаш презентирана. И се работи за приказна за едно мало симпатично кученце, кој што се вика Бало, бидејќи е голем како балонче, па галовно го вика Бало, и почнува неговата приказна за животот на оваа планета и неговото собување за Таратамбо. Бало е пеш, што би рекла тета Гета, за радост и стрес. Тој е другар добар, но може да биде и давиш. А ако Таратамбо не постои, му кажеш. Браво, Сара. Кој следам? Ајде, Лина. Бало е чуден математичар и уште почуден авиатичар. Кога дели, од едно да прави две, а од двете само едно. А кога на тета Гета во кујната ќе направи штета, ни створот бега толку брзо што сите мислат дека е Бало авион, па летали лет. Тука ќе се супта. Бало балонче, има уши шилести цвесте, огласно картонче и поголи очи од слонче. А што се застанете вака тука? Добра. Опамтите мојко, блонче, кога кошатка по дворот врви, иде силно керев на флаф, и дури бабовите скокаат од страх. Лако мој јаде најчесто спија, кога ретко сите буде, раскажува дека во Таратамбо животот е убав и чуден. Кога на Бало мува ќе му застане на носот, ја удира силно се шипата, па потоа се чуди од ударот, оти носот го боли. Мувата пак зу, околу него весело лета и ја подсетила тета Гета да му соопшти да му каже. Силата ниту жали, ниту моли. Мора да се сконцентрира и да се постојано незе на здраво место ке те боли. Може да се каже одамно било или се случило вчера кога се родил Бало. Да, надвор било зима, ветрот и силен и луд. На небото немало звезди, а месечината треперела од студ. Пред старата зграда, на почникот ќе пукало мраз, што туку родено го оставиле само утрето Бало. Не може да гледа, а уште помалку да лае, тета Гета смрзнатото топче во преградка го зела. Старицата и таа самата добила посакуван дар. Убав ке и животот си рекла со кутрето во пар. Отпустиле балонча, скратено ко вика Бало. Секогаш му пее иста песна, пред да заспие еј ало. Еј уста, еј очи, еј нос, на светот побав нема пес. Се гледа во огледало Бало, се подготвува за Таратамбо. Но така год го фаќа и без, опаш од каде ми се прашува, одзади огледалото се огласува. Трга Бало напред да го стави, се повргу и повргу во круг се врти, па во скршиното огледало од песот се губат устата, очите и носот на песот. Тика така, Бало не носи часовник на рака, но секога знае добро колку е часот во Таратамбо. Кога некој пупат ќе го праша, Бало одговара. Сега таму се руча, а потоа се спие. Во Таратамбо од убавина врие, што во секој време се руча, а потоа се спие. Бало е сигурен дека само со ракета, заедно со
што тета Гета ќе може безбедно во Таратамбо да слета. Но штом за тоа ќе сака да ја каже, ушињата ги шили, со јадик од раката ја лиже. А кутрата таа мисли дека е болен. Има грип во побрегу, го мотка во шал и бало за миг од крал се претвора во сив кафтан. Тета Гета знае од така ќе оздрави, па нема за болниот да им иде шал. А пак бало се лути и мисли како натвор од стариот шал. Најниски цени во маркетите на Китго. Папалина 56 денари. Ослич бел 122 денари килограм. Шампинјони тера 79 денари. Рум плочки 98 денари. Кокта 3+1 гратис 134 денари. Шампон Palmolive со гратис регенератор 75 денари. Омекнувач Бохор 2 литри со гратис Бохор 500 мл 202 денари. Цените се со Китго клуб картичка. Маркети Китго. Најубавата сала за свечености во Источна Македонија сега е на ваше располагање. Ресторан Амор Кучани со најубаво мени, најубав интериер и најбрза услуга. За свадби, свечености или семинари, ресторан Амор Кучани. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб с порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Старењето на кожата е природен процес, но можете многу лесно да го запрете часовникот на вашето лице. За кратко време ќе ги избришете годините и ќе се подмладите. Мите се редовно со сапунот од козјо млеко со коензим Q10. Резултатите се видливи само по 1 месец, а долготрајната употреба е вистински погодок за лица со над 35 години. Сапунот може да даде одлични резултати и за другите делови од телото, вратот, рацете, градите. Сакате енергетски ефикасен дом? XPS од Pofix, решение за сите изолацијски проблеми. За фундаменти, бази или темели, фасадна изолација, подна изолација, подкошулици, изолација на меѓукатни бетонски плочи и термички мостови, изолација на подкровни конструкции, изолација на рамни и коси кровни конструкции. Голема вредност, многу предности. Тврдо пресуван стиродур од Pofix. Во јајчара Вангел, екстра свежи јајца по екстра цени. Од Штипската фарма на Живинопром. За секој ден и велик ден. Јајчара Вангел, кај зграда Промаја во Штип. Уметничка пролет на Угада. Неповторливо, не секојдневно, ама ќе се случи. На 21 април, Петри Чеку, Антонио Китановски, Емилија Потевска. 16 мај, Владко Стефановски и Мирослав Тадич. 27 мај, Васил Хаджиманов бенд. Овозможено од Универзитет Гоце Делчев, Штип.
Големо акциско намаление во маркетите на Зендолино. Чајна колбаса Златиборац Рефус 465 денари. Бадуко скуша филети 63 денари. Аргета постна паштета 39 денари. Подравка вегета 135 денари. Наполитанка де густо 38 денари. Средство за садови тета Виолета 42 денари. Шампон Шаума 125 денари. Зендолино, мислат на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Сакате денот да ви биде убав? Наберете свежо пролетно цвеќе. Сакате денот да ви биде уште поубав? Одберете си совршен пар пролетни чевли. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок. Картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте ја пролетната Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Искористете ги придобивките од најновиот и унапреден заоблен ѓон на целата Вокмакс Комфорт колекција. Нови, елегантни, лежерни, модерни, спортски, едноставно за сите. Ве ослободуваат од притисокот и ви обезбедуваат врвна удобност. За мажи и жени, најновата колекција со моделите на Вокмакс Комфорт ве чека во нашите продажни салони. Посетете не и дознајте зошто ви ги нудиме најудобните модели токму оваа сезона. Господи, чувај ме од зло и дај ми сила да ги одбранам мојот дом, мојот народ, мојата Македонија. Амин. Браќа и сестри, бранители, борци, чувари на интегритетот, суверенитетот, државноста и самобитноста на Македонија, припадници на непобедливите и непокорените, припадници на легендарната единица за брзи интервенции Лавови. Повелете на ден 23 април од 11 часот во манастирот Света Петка на врвот на Плетвар, на чествување на 15 годишнината од формирањето на единицата. Воедно ве повикуваме да бидете дел од иницијативниот одбор за формирање на Сдруженијето на борци 2001-2003. Сдружение кое ќе продолжи да се грижи за суштината на македонското постоење. Да се построиме и преброиме. Ја гледате емисијата 60 минути нисток, ја продолжуваме со новиот филм од ракописот на Александар Донски со наслов Патуваме со Александар Донски. Овој пат одиме во замокот Валтроден, Каталонија, Шпанија. Да го видиме филмот. Еве дојдеме у средновековниот замок. Улеземе у замоку. Видите какъв е плюс доста едно.
Нашиот е жътио. Ето ние седеме на жъти клупи. Еве го зеленио. Зелените му аплодират. Еве го и црвенио. Порати јадеме, а турнирот трае, имаше и прави борби со... Вичам како се сме играли у филмовите, со Копија, Бутовци. Витезите одбраа по една девојка од нивните трибини. Од студиото на телевизија Стар во Штип се вратевме назад во студиото од Каталонија, Шпанија, ама денеска посетувајќи го сајмот на книгата направивме посетен сајмот за образование каде што високообразованите институции се презентира. Универзитетот Гоце Делчев има свој штанд и се разбира за представувањето говоревме со Дијана Наса, одговорна за односите со јавноста на Универзитетот Гоце Делчев. Да го видиме прилогот. Универзитетот се подготвуваше долго за сајмот на образование и кариера, бидејќи веќе со месеци, значи имаме потврда за учество на сајмот и се подготвено. Верувам дека можете да го видите штандот, дека подготвени сме од универзитетот да го дадеме својот максимум на сите наши заинтересирани студенти, да им објасниме на кој факултет може да ја продолжат својата иднина. Што е тоа што ќе им представите на идните студенти? Па еве имаме подготвено флаери за секој факултет и за нашите 3 академии. Имаме подготвено промотивен материјал, имаме подготвено презентации за универзитетот на кои што стојат сите наши кампуси, лабораториите со кои што располагаме и сметам дека со тоа ќе закружиме една слика за тоа што е УГД, што представува оваа високообразовна институција. Предпоставам дека ова нема да биде прва и последна презентација на универзитетот, ќе заврши сајмот, активностите продолжуваат. Активностите за промотивните активности за уписот на нови студенти продолжуваат, значи во тек се кампањите кои што ги прават сите факултети со посета на сите средни училишта во Македонија. Поделени се професори од сите факултети да ги посетат училиштата, да поделат информативни летоци, да направат презентација на универзитетот. Исто така и Центарот за односи со јавноста е активиран во промоцијата на универзитетот. Еве уште утре во Штип имаме некоја интензивна кампања, промоција, делење на флаери по целиот град. Овдека се музичките концерти кои што ги организираме како дел од музичката пролет на УГД и тоа се промотивни активности за музичките академии, така да мислам дека се е подготвено за упис на нови студенти. Очекувате позитивни ефекти некаде август, септември? Секогаш очекуваме позитивни ефекти, затоа впрочем ние се трудиме и работиме. Ја гледате емисијата 60 минути на исток, следниот прилог не водени во Кочани, имено таму во соборниот храм Свети Ѓорги се покрена иницијатива за возобновување или учење се поинтензивно на византиското пеење. Да го видим прилогот што колегите го испратија од Кочани. Со благослов на митрополитот Брегалнички господин Иларион во црковните православни храмови започнува повторно учење на византиското пеење. Огласот е отворен и сите заинтересирани може да се пријават најдоцна до 1 мај во просториите на духовните храмови. Со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион започнуваме со еден циклус на часови предавања од областа на византиското пеење. Тоа е она пеење кое што е древно искунско македонско на овие краишта,
кој што изобилува со мистика, значи ово не го зборуваме затоа што е наше, туку навистина едно прекрасно пеење кое што се негувало допред неколку векови, кое што нели поради политичките околности, ситуации, било некако исфрдлено, но сега откако се појавуваат повторни услови за негово воведување, како што кажав, митрополитот Брегалнички Иларион благослови сите оние кои што се заинтересирани, кои што сакат да го учат ова великолепно пеење, дека може да се јават во храмовите најдоцна до 1 мај, пошто нели ќе биде затворен огласот и ќе бидат нели изнесени деталите за она каде што ќе се предава, каде што ќе се учи пеењето. За оваа потреба ќе имаме професор од Скопје кој што нели солиден познавач ова пеење, кој што ќе ги учи нели заинтересираните кандидати. Како што кажав, сите оние кои што се заинтересирани може да се јават најкасно до 1 мај нели во своите парохиски цркви. По завршувањето на огласот ќе биде одредено место каде што ќе се одржуваат ваквите часови, додаде ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги. Овде ставаме точка на оводенешно издание на емисијата 60 минути исток. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ви посакувам да останете со здрави и секојаш со програмата на Телевизија Стар.